Мицковски ве критикуваше за кошничката, за потрошувачката кошничка. Како вели тој? Во јануари не јадам дињи, лубеници, цреши и други производи. Заради тоа и бара пресметка нова, бара промени во пресметката. ССМ од 2010 година врши пресметка на синдикална минимална кошничка по методологија која не е променета. Дополнително е унапредена поради тоа што една претходна друга влада укажуваше дека пресметката нешто не била точна и дека граѓаните можеле со далеку помалку пари и со далеку помалку производи да преживуваат во тековниот месец, и тоа се случи во 2023 година. Сојуз на синдикатите на Македонија при утврдување на методологијата за пресметка на синдикалната минимална кошничка, која во моментов е единствен релевантен показател за тоа како живееме или преживуваме во тековниот месец, во делот на храни и пијалаци вклучува 63 основни производи кои и согласно податоците од Државниот завод за статистика, кој пресметува вкупно 210 такви, сметаме дека како 1/3 од тие се неопходни за преживување на крајот на краиштата. Целта на синдикалната минимална кошница не е да им покаже на граѓаните со колку треба да живеат, туку целта е да им покаже токму на креаторите на политиките дека не се живее ни со толку и дека тоа е премалку и дека треба платите забрзано да растат и дека треба да воведуваат мерки и политики кои ќе значат зачувување и унапредување на животниот стандард на граѓаните. 63 производи се опфатени во неколку категории, тоа производи од жита, други основни производи, млеко, млечни производи и јајца, свеж и преработен зеленчук, овошје, како и месо и преработки од месо и риба, останати производи и безалкохолни пијалаци. Тоа што ние го вклучуваме во синдикалната минимална кошница е нешто што граѓаните најчесто го пазарат и го конзумираат, меѓутоа се разбира, имаме одредени делови кои се сезонски и кои се конзумираат и се пазарат за време на сезоната. Меѓутоа, имајќи во предвид дека синдикалната минимална кошничка е статистички показател за случувањата, односно растот на цените од месец во месец на само тие 63 таргетирани производи и на годишно ниво, ние не можеме да правиме промени на истите на тоа како и одговара на една, на друга или на сегашната влада, за да покаже дека води добри мерки и политики за зачување на животниот стандард и дека мерките се успешни. Тоа што за жал во минатото кошничката го покажа, од септември до декември не видовме најмалку 10% намалување на цените како што ветуваа и трговците, меѓутоа и владата со мерките кои ги креираше. И мислиме дека на таков начин дури ние и граѓаните сме двојно оштетени, имајќи во предвид дека кошничката од почетокот на годината до крајот на годината е зголемена за 10% во делот на храни и пијалоци или за 2400 денари, а требаше да биде само со мерките на владата намалена за 2400 денари, додека пак 63.252 денари вкупната вредност на кошничката е зголемена за близу 6000 денари или пак 10% од вредноста на почетокот на 2024 година и на крајот на 2024 година. Затоа неразбирливо е за нас зошто владата вложува огромен напор да ја минимизира улогата на кошничката, да ја елиминира улогата на Сојузот на синдикатите на Македонија и си поставуваме самите три прашања. Првото прашање е дали доколку нема кошничката која пресметува ССМ, ќе се живее подобро во Македонија. Одговорот веројатно на 99% од граѓаните ќе биде не. Нема да се живее подобро ако нема кошничката, исто ќе ни биде скапо. Дали доколку го нема Сојуз на синдикатите на Македонија или пак Слободен, која презентира кошничката, ќе се живее подобро во Македонија. Одговорот повторно ќе биде не, нема да се живее бидејќи повторно ни е исто скапо во супермаркетите, ги видовме енормните профити, енормните маржи, добивки и така натака. Не знам зошто како ССМ не можеме да разбереме од кои причини се сведува кошничката само на одредени производи и продукти како црешите кои ги споменавте и вие, или пак како Нескафето кое беше актуелно во текот на вчерашниот ден. Во синдикалната минимална кошница, имајќи во предвид дека е статистичка операција, во време на сезона предвидено е едно просечно семејно домаќинство составено од 4 членови, 2 малолетни деца и 2 возрастни, да можат, веројатно и мораат и смеат да си дозволат 2,7 кг цреши во сезона.
И тие 2,7 кг цреши кои ќе си ги дозволиме во сезона по цената на производот во сезоната, заради статистичката операција и заради контролата на тоа дали цената се зголемила или се намалила, се разделуваат на 12 месеци и за секој месец се следи дали има подредени промени или не, и кога ќе дојде повторно сезона, повторно ќе видиме дали килограм цреши ќе биде 109 денари колку што бил оваа сезона или ќе биде 129 или 119. Тоа што нас не буни и нејасно ни е, веројатно многу лоши советници се вклучени во постапката, нас не буни, не ни е јасно начинот на тоа дали јадеме или не јадеме. Веројатно во Македонија работниците заслужуваат да јадат, заслужуваат повисоки плати, да си купат она што сметаат дека треба да си го купат и во сезона и вон сезона. И во декември, доколку сме купеле цреши, доколку ги имало на пазарот, ќе сме потрошиле 22,5 денари за набавка на цреши или близу 10 грама цреши, односно 2 или 3 цреши. Меѓутоа, повторно нагласувам, статистичката операција која е во синдикалната минимална кошница, а не променета од 2010 година до денеска, следи на годишно ниво и од месец во месец промена на цените само на таргетираните производи. Не можеме ние да кажеме дека во јуни месец, кога се продава црешите, кошничката се зголемила за 270 денари затоа што баш тогаш ќе купиме 2,7 кг цреши и потоа нема да има апсолутно никаква вредност, имајќи во предвид дека оние кои критикуваат од страна на владата како експерти треба да знаат дека статистичката операција и Државниот завод за статистика и сите останати институции, невладини организации, синдикати кога ја прават на одреден временски период на годишно ниво, на месечно ниво и на таков начин утврдуваат намалување или поскапување. Нескафето го спомнавте исто така. Чекате пред Нескафето. Велите не можеме ние да менуваме производи во овој список на потрошувачка кошничка заради владата. Зошто е тешко? Заради тоа што сепак сезонски овошја морате да имате, нема логика никаква да ви се црешите ставени на пример во зима. Уште еднаш ќе повторам. Синдикалната минимална кошница отсликува состојба на едно 4-члено семејно домаќинство кое живее во сопствен дом, има 2 малолетни деца кои одат на училиште и утврдува неколку категории: храна и пијалоци, облека, обувки, станари на лична хигиена, здравје, транспорт, комуникација, рекреација, култура, образование и така натака. Кога правите одредена анализа, не можете истата да ја менувате по желбата на поединци за тие да покажат како нешто добро работат или нешто лошо работат. Тука правите анализата на одреден временски период и во тој одреден временски период кажувате дали има зголемување или намалување на вредноста на цените на производите кои сте ги определиле. Но добро, Сојузот на синдикатите треба да биде треба да ви биде релевантен списокот. Видите како е релевантно, имајќи во предвид дека во кошницата која се пресметува во статистика се предвидува јагоди, ананас, ореви, бадеми. Нема јагоди во сезоната. Меѓутоа во статистичките податоци кои ги објавуваат има, тоа значи дека некој од граѓаните може да си дозволи да го купи тоа. И затоа ние сме одбрале само најмалку и најнеопходно од тоа што треба да биде мерливо, имајќи во предвид дека немаме внесено овоши из зеленчук од екзотични дестинации како манго, папаја, можеби како што некој може да си дозволи со 2.500 евра функционерска плата. Да. Добро, што е проблем, може ли да објасните околу Нескафето? 250 грама Нескафе се ставени во списокот, Мицковски премиерот за тоа ве критикува. Нас ни е подеднакво нејасно, од безалкохолни пијалоци имаме ставено сок од портокал, Кока-кола и имаме ставено Нескафе, чај и македонско или турско кафе, кој како го кажува. Една лименка од Нескафе од 200 или од 250 грама, се едно е, доколку е 250 грама и ја поделиме на 30 дена, произлегува дека ќе биде некаде околу 50 кафиња, можност да, како семејство, направиме 50 кафиња. Доколку ги поделиме тие на 30 денови дополнително, колку што има и денови во месецот, значи дека 1,6 кафиња во текот на денот можеме да споделиме ние со нашите сопрузи, сопруги и така натака. Затоа велиме многу пати, двајца гледаат, двајца јадат, или во конкретниот случај едниот ќе пие кафе, едниот ќе мириса и да биде задоволен, или пак можеби ќе пие турско кафе или македонско кафе и на таков начин во текот на денот ќе имаме можност да се напиеме кафе. Значи 250 грама лименка на Нескафе е
можеби не неопходно да го пиеме ние во текот на месецот, меѓутоа како такво, како мерка, како мерило, нема макијато, нема фрапе, нема некое друго американо или некое друго поскапо кафе кое се нуди во локалите, меѓутоа нешто што дома можеме да го подготвиме на многу едноставен начин со вода, имајќи во предвид дека дури од млеко имаме предвидено само една чаша млеко во текот на денот за децата, па родителите веројатно ќе треба да бираат дали ќе пијат нескафе со млеко во текот на денот или ќе дозволат децата да се напијат по 100 мл млеко. Мицковски вели не е испил 250 грама нескафе. Не сум испил ни јас. Меѓутоа, статистичката операција која пресметувам утврдува дека една конзерва нескафе за едно 4-члено семено домаќинство е нешто што можеби е и нормално. Би требало во Македонија овие работи да бидат нормални наместо како што се презентираат. Да, свесни сте за лошите здравствени последици од Кока-кола. Зошто ви е воопшто ставена на списокот? Вредноста на синдикалната кошничка е утврдена на таков начин што е одбран еден газиран пијалок. Од газираните пијалоци е одбрана Кока-колата која веројатно е најраспространета. Со ова практично поддржувате, охрабрувате конзумирање на нездрава храна и пијалоци. Се согласувам со ова си можност да се конзумира. Исто така се гледа и цената на Кока-колата. Ние можеби некој ќе каже дека нашите деца не треба да пијат газирани пијалоци, стоам на истиот став. Тогаш треба да биде надвор од списокот. Меѓутоа некој можеби ќе посака да конзумира и ова се работи за 4 члено просечно семено домаќинство кое можеби бира да може да купи Кока-кола и ќе повторам, една чаша во текот на денот, доколку се напијат четворицата во семејството, тоа значи по 50 мл Кока-кола дневно, ако се конзумира секој ден, иако вкупно има предвидено, доколку не се лажам ке простите, некаде околу 4 шишиња или едно шише неделно. Затоа велам дека одбрани се оние производи кои според Државниот завод за статистика се конзумираат од македонските граѓани. Не треба да се не измислуваме топла вода. Добро, но со тоа ги охрабрувате, ме разбирате, тоа е проблем. Овие други производи не се проблем, ова се основни некои производи и тоа за сиромашни луѓе. Тоа треба да разберат функционерите. Да. Но со ова практично ги охрабрувате, ги поддржувате навиките на нездрава исхрана. Да знаете колку е ова нездрава нација, во смисол имаме сериозни проблеми, здравствени проблеми имаат луѓето, стапката на канцер е огромна. Уште еднаш ќе надополнам. Да. Синдикалната минимална кошничка не му кажува на ниту еден граѓанин, на ниту еден работник, на ниту едно дете на истите, што треба да купува и со колку може да живее и дека тоа е потребно за живот во тековниот месец. Но вие имате одговорност, општествена одговорност имате. Синдикалната минимална кошничка има статистичка операција во која се земени избрани одреден број на производи кои потоа се следат како такви во 12 месеци и дали цената на истите се зголемува или се намалува, вклучително и на безалкохолниот пијалок кој вие го споменувате. Се разбира, безалкохолните пијалоци, газираните и негазираните, секое семејство бира дали ќе ги употребува или не, меѓутоа како статистички податок, тоа што ние го правиме за да знаеме дали се зголемуваат или намалуваат цените на акциската продажба или пак со мерките на владата или пак во тековното работење во трговијата, како такви 63 производи се таргетирани токму тие. Дали му кажавте на премиерот на Мицковски, намалете вашата плата, вашите огромни плати, на вашите колеги на министрите, на останатите функционери, намалете ги вашите привилегии со службени автомобили и други привилегии кои ги имате? Тоа што Сојуз на синдикатите на Македонија го прави како единствен синдикат, ниту еден друг синдикат не го прави, поднеси и предлог за намалување на функционерските плати за 78%, тоа што го добивме како резултат е замрзнување на истите со неможност за зголемување со порастот на просечната плата. И се разбира дека ако едно просечно македонско семејство
со 2 минимални плати не може да ја покрие синдикалната минимална кошница, а еден функционер може за 2,5 пати да ја покрие синдикалната минимална кошница. Веројатно покомотен е животот доколку сте функционер во Македонија и ќе можете да си одвозможите далеку повеќе луксус или производи дел од синдикалната потрошувачка кошничка кои за вас не се минимум стандарди. Се разбира дека сите ние и функционерите имаат одговорност за политиките и мерките кои ги преземаат. Меѓутоа, тоа што не е јасно за ССМ е зошто толку енергија се посветува на елиминирање на кошничката од равенката, наместо да се посветат на намалување на цените во производите и спроведување на законот за нефер трговски практики и ставање еднаш за секогаш ред, а тоа да мораат граѓаните да го прават преку бојкот и преку изразување на граѓанско незадоволство. Што е парадоксално, владата ги поддржува протестите, вели дека ги поддржува протестите, наместо да креира, да создаде амбиент на здрава економска политика. Ние сме загрижени поради тоа што владата многу повеќе енергија, веројатно и средства, многу повеќе луѓе потребува моментално за да ја погази честа на работниците и да каже дека не е точно тоа, вие ќе живеете и со помалку, тоа правеше една предходна влада, наместо да излезе на терен. Ако владата очекува дека ние со нашите расположливи капацитети како синдикат, со вработените кои во синдикатот можеме да извршиме повеќе контроли во повеќе супермаркети од инспекторатите и од владата, ако мисли дека ние можеме да одиме и да им наложиме на трговците да ги намалат цените за да се покажат мерките како ефикасни и ефективни, навистина е несериозен чекор. Меѓутоа, кога трошат време и енергија за да кажат на општеството дека македонските граѓани не јадат среши во декември, ќе се согласам, не јадат среши, меѓутоа кога правите статистика, она што можете да го јадете во сезона го делите на 12 месеци, потоа утврдувате каква вредност и каква цена имало истото. И ако сметаат дека ние со нашите плати, минимални, мизерни моментално, можеме да си дозволиме ова и дека ова треба исто така дополнително да ни го скратат, веројатно тоа е лоша владина политика. Тоа што требаше да го направат, наместо да се конфронтираат со една анализа која покажува од 2010 година како се живее во Македонија, единствено само таа анализа покажува, се конфронтираат со една анализа, со еден писмен документ со изговор дека тој бил изработуван од едни, од други или од трети, меѓутоа двајца поранешни министри го изработиле, ние можеме да ангажираме и двајца сегашни, односно министри исто така поранешни, може би од друга политичка опција, кои ќе го потврдат истото. Не верувам дека има човек во Македонија кој може да им каже на граѓаните дека може да живеат со далеку помалку пари, дека не им е потребно зголемување на нивните плати и дека на крајот на криштата не им е потребно ниту цреши да јадат. Верувам дека нашите деца заслужуваат родителите да можат да си дозволат со платите кои ги примаат да им купат дури и цреши. Премиерот бара ново тело, друго тело кое ќе прави некаква присметка на кошничката. Бранимир Јовановиќ, кој е истакнат истражувач, економски истражувач, вели, ако се прави такво тело, тоа да биде составено од синдикатот и од Државниот завод за статистика. Синдикалната минимална кошница ја пресметуваме кој ќе пресметува, сама. Да. И тоа го прават синдикатите не само во регионот и во Европа. И тоа е една синдикална активност која им овозможува на синдикатите да имаат во раката алатка која потоа ќе можат да употребуваат во процесот на преговори, како со работодавачите во приватниот сектор, така и со владата од делот на јавниот сектор. Мене ми е задоволство што и во изјавите на владините функционери провејуваат дека тие креираат мерки и политики врз основа на синдикалната минимална кошница и тоа е добро. И тоа не треба да го напуштат во ниту еден случај. Во моментот Државниот завод за статистика, како што напомена, веќе и пресметува на годишно ниво потреба на едно домаќинство, односно што троши домаќинството, во кој има вклучено близу 210 производи. И ниту една друга организација не го зема како релевантен податокот што го пресметува Државниот завод за статистика, како што напоменав, таму има и овошја кои ние не можеме да си ги дозволиме, кои не можат граѓаните, работниците да си ги дозволат и така натака, меѓутоа очигледно некои, например, со функционерски плати ќе може да си ги дозволи, затоа влегуваат во статистика дека се набавуваат и дека се трошат и дека се купуваат. Тоа што за нас е клучно е дека ние како Сојуз на синдикати на Македонија не можеме да отстапиме, пошто ова е синдикална политика на европско ниво. Синдикатите во Европа пресметуваат, дури во Европската унија им покажуваат на владите тамошни што е потребно да коригираат. Синдикалната минимална кошничка владата наместо како закана треба да ја чувствува како коректор кој ќе им помогне да креираат подобри политики и да имаат оправдување за растот на платите. Ако имате во предвид дека например во Србија една минимална плата е колку половина кошничка,
Значи со 2 минимални плати се покрива кошничката. Во Македонија за жал со 3 минимални плати не можеме да ги покриеме основните потреби на 4-члено семејно домаќинство. Мислам дека слободно можат да излезат и да креираат кошница која нема да биде минимална, иако не обвинуваат дека нашата пата им предвидувала работи кои не би требало, не ми е јасно како не би требало да предвидува работи кои ние сите сакаме да си ги овозможиме на нашите семејства. Веројатно тоа што ни го говорат дека има ексклузивни маркети каде што се купуваат работите и каде што се гледаат цените, не можеме да си дозволиме ние како синдикат да ги делиме граѓаните кои можат во ексклузивно да си купат нешто и оние кои не можат во ексклузивно. Пресметката па ние која ја правиме, вчера слушнав на една телевизија една изјава, ќе искористам еден ваш колега новинар, вели граѓаните во Македонија најмногу пазарат во картон маркетите. Во оние супермаркети каде што од картони си ги зимаме производите. Што личат на магазини. Токму тие маркети ги во тие маркети ги следиме цените и во 3 други онлайн маркети кои има јавно достапни податоци за утврдување на истите. Апсолутно не сме влегле во ниту еден од тие луксузните кои ги кажуваат супермаркети каде што веројатно можат мал број на граѓани во Македонија, помеѓу кои не се работници таа пазарот. И да направите некаква споредба, компарација меѓу државите, меѓу земјите во регионот, што се однесува и до минималната плата, но и до платите на функционерите и потрошувачката кошничка, се разбира. За жал, ние сме на опашката, минималната плата во Македонија е најниска на Балканот, просечната плата во Македонија е најниска на Балканот. Синдикалните минимални кошници во регионот, дури оние владините кои ги пресметуваат тамошните влади за да им парираат на синдикатите, се или во висина на она што ние го пресметуваме или далеку повеќе. Во Црна Гора 2000 евра е синдикалната кошничка која пресметува синдикатот и која покажува на владата дека платите мора да се зголемат, меѓутоа таму имате влада која минималната плата зголеми на 600-800 евра и просечната плата на 1200 евра. Благодарам. Процентот кој македонските семејства го одвојуваат од семејниот буџет само за храна и безалкохолни пијалоци е многу поголем и представува многу сериозен трошок. Скоро 50% од потрошувачката на домаќинствата е наменета само за основните потреби, храна и пијалоци, додека во Европската Унија просечно семејство троши околу 14,3% на оваа намена. Сепак, и во Европската Унија има разлики. Најголем дел од семејниот буџет за храна и пијалоци се троши во Романија, а најмалку во Ирска, каде се одвојуваат само 8,3% за храна. Значи, ние сме далеку над европскиот просек, со оглед дека во нашата земја трошоците за основни потреби се далеку повисоки. Во една од публикациите на Државниот завод за статистика е пресметано оти просечно домаќинство во Македонија наменува високи 68% од својата потрошувачка за основни потреби како храна, облека, домување и покуќнина. Така, ако ја споредиме куповната моќ само преку 5 основни прехранбени производи, левот, месото, млекото, маслото за јадење и сирењето, се доаѓа до констатација дека левот кај нас е поевтин, додека млекото е поевтино во Хрватска. Маслото за јадење е речиси двојно поскапо кај нас споредено со Црна Гора. Така просечниот словенец, на пример, може да купи речиси 3 пати повеќе месо од нашите сограѓани и речиси двојно повеќе кравјо сирење. Според пресметките на Сојузот на синдикатите на Македонија, вредноста на синдикалната минимална кошница за месец јануари 2025 година во Македонија изнесуваше 63.252 денари, споредено со вредноста за месец јануари 2024 кога изнесуваше 57.163 денари, значи зголемена за 6.089 денари, односно за цели 10,65%. Тешко да се прават споредби со другите европски земји околу потрошувачката кошничка, која секоја земја или медиум ја пресметува поинаку. Најлесно е да се споредува со тие од нашето најблиско соседство. За Србија, според пресметките пред неколку години, биле потребни 439 евра, за Црна Гора 750, Албанија 765,
Kosovo 774 i Hrvatska 1398 evra. Za zemljata koja najdobro je poznavam, Francija, Nacionalniот институт за статистика и економски студии INSE, индексот на потребувачките цени го заснова на набљудување на фиксна кошница на стоки и услуги, ажурирана секоја година. Секој производ е пондериран во вкупниот индекс пропорционално на неговата тежина во потрошувачката на домаќинствата. За да го направи ова, INSE евидентира 200.000 цени секој месец во речиси 30.000 продажни места, физички или виртуелни. Така во кошничката 16% се за храна, 2% за алкохолни пијалоци, 2% за тутун, 4% за облека и обувки и 7% за станарина и така натаму. Очигледно, кошницата на еден парижанин или парижанка кои живеат сами нема да биде иста како она на семејствата кои живеат во провинциите и ги прави сите патувања со автомобил. Ова објаснува зошто перцепцијата за инфлацијата не е секогаш иста. INSE исто така нуди алатка на својата страница која овозможува да се симулира сопственото ниво на инфлација. Покрај разликите во потрошувачката кошница, други фактори можат да го објаснат јазот помеѓу перцепцијата и измерената инфлација. Прво, ова кошничка е репрезентативна за набавките на сите домаќинства, но не сите домаќинства ги прават овие набавки секоја година. Просечната возраст на францускиот возен парк е речиси 11 години, така што луѓето не менуваат автомобили секоја година. Спротивно на тоа, купувањето на храна или бензин се врши најмалку еднаш неделно. Според тоа, релативната еволуција на цените на овие категории ќе има многу различно влијание врз впечатокот за инфлацијата.